Човекот што носеше 1000 јајца во Стамбул и сите му изедоа баждарџиите. Чита Александар Станојков. Еден сиромав човек чул од светот оти во Стамбул се продавале јајца по 1 грош едното и се опечалил за да однеси еден тоар јајца. Разделе беше нашол 1000 јајца у еден пазарџија и купил за 12,5 гроша 1000-та, со ниет да ја носи во Стамбул. Ама не знам како се погодил некој трговец што барал јајца и му и посакал на сиромајот да му и купит. Се удриле во пазар вур и му и купил тргоецот јајцата за 250 гроша. Кој што чуо ти продал сиромајо јајцата за 250 гроша, на чудо беше станал дека добил сиромајо толкова многу пари. Таа голема печалба од сиромајо беше се прочула по сите градови, та дури во Стамбул. За несреќа од сиромајо беше разгелдисал пак 1000 јајца и тие за 12,5 гроша 1000-та со ниет да ја носи во Стамбул, арно немало трговец да ја продаит. Од кога видел ти не може да ја продаи, си нареди во 2 кошиња и си тоари на магаре, та тргнал да оди во Стамбул. Едно излегол од град надвор, го вратил баждарџијата за да види што носи. Што носиш бре чорбаџи во кошеите? Го прашал баждарџијата сиромајо. Ја одврзи да видам. Што ќе видиш, ага, јајца имам, му рекол сиромајо. Сакам да ја носам дури во Стамбул да ја продам, ете тоа носам, ага. Да ти си што си купил 1000 јајца за 12,5 и си продал за 250 гроши и што си се прочул дури во Стамбул. Растоарај дури е брго и дај ми 100 јајца за баждар, а ако не, назад врати се. Бре, ама не вендум, како би дуало тоа да ти давам 100 јајца? Му рекол сиромајо со молба голема. После што ќе спечалам? Јас знам каков е тадетот за на баждарџија. На баждарџија му се дава 10 пари каве параси, јас ќе ти дадам еден чакмак. Бурам, на ти еден чакмак и пушти ме да си одам по патов. Тебе ти велам бре каурче, му рекол баждарџијата наврекнато. Растоари и дај си баждар од 100 јајца, ако сакаш да не те расипам. Амам, джана мага живи царскава глава, не кајди суј да ми земиш толкова јајцо, ти царо не е кајал на тоа. Ај, земи ми еден чакмак и пушти ми пато. Јанасен, ти му велиш анте, тој ти вели антикурела, увери баждарџијата. Бре, али даваш 100 јајца баждар, али се враќаш назад, дека и сакаш таму, иди и чини давија. Бидејќи голема мака му беше на сиромајо да му дај 100 јајца на баждарџијата, се вратил назад и право отишол наконак да стори давија на кадијат, оти да му сака 100 јајца баждарџијата. Арно, ама, ниту кадијата го послуша, ниту војводата му ја видоа давијата. Уште шега се избија со него и го истераа музурите од мефтиме. Иди, Јанасен, си рекол сам со себе сиромајо. Овде, во нашиот град, арам со рам немало. Ниту кадијата ти гледа давија, ниту војводата. Овде било верда курту. Ќе му се даваат 100 јајца на баждарџијата и друго чаре нема. И со 900 јајца, даста се да ја однесам во Стамбул и да земам 900 гроши. Не се малку толку пари да добијам и да си донесам дома, да си ватам последна работа. Така мислејќи си сиромајо и терајќи магарето со вастагарчето, дошол кај баждарџијата и му дал 100 јајца, да така си поминал за Стамбул да си оди. Си терал сиромајо магаренцето и се така си се богател сумоти, ќе земел 900 гроши за 900 јајца, без да знаејот и сите ќе му иземат баждарџиите и во Стамбул ќе дојди со празни кошеи. Цел ден патувал и дошол во еден друг град. Врвејќи покрај баждарџијата каве параси, арно, ич примал чакма која ќе му земи 100 јајца.
Бре се отимал Сиромајо, бре се молил, бре плакал да не му земи 100 јајца, арно, ама 1000 отимачки, 1000 молењи и плачење не му помогнале. 100 јајца и друго чаре не бидувало. Дури не му зел 100 јајца баждарџијата, не го пуштил. Налутен Сиромајо, бидејќи и наскрбен, отишол насуди, се покупалкал од баждарџијата, оти му зел 100 јајца, арно, ама судот ни баре на ум го клал и го истерале. Се излегол отаде плачејќи Сиромајо и шепотејќи и си го оприл пато за Стамбул со 800 јајца. Ај, нека ми се идли овие 800 јајца да ја однесам Стамбул, да не се малце пари што ќе спечалам. 800 гроши и се цела сермија. Така си мислел Сиромајо во себе си, си патувал без да знајат и во Стамбул ќе влезе со празни кошии. Дошол во трети град и тамо му зеле 100 јајца. Дошол во четвртиот и тамо му зеле 100 јајца. Дошол во петиот град и тамо му зеле 100 јајца. И така му изеле сите јајца по сите градови и баждарници што поминал. Кога влегол Сиромајо во Стамбул со празни кошии. Налутен бидејќи Сиромајо од бездушните баждарџи што му и плениле 1000 јајца, отишол да се жали и да си каже алот кај Садријазамо. Влегол со се магаре во Сарајево и извел капата, да тргнал косата да си ја кини и да вика што го грлотечи. Кога чул Садријазамо тие викотници и пискотници од Сиромајо, пуштил чоадарите да го натепат и да го истераат. Надвор, бре, ќерата, му велеле чоадарите и дури поврат чинеле со шлаканици. Што си дошол, бре, ќерата, пезевенк, овдека да викаш и да му расипуваш ратот на Садријазмот? Надвор, бре, пезевенко ти, сега ќе те клаиме Тарсана да сучиш гемиџи с ќортом и дури си жив. Хаман ефендам, не те рајте, ма ми извајте ме пред Садријазмо да си кажам ало, му велел. Бре, брате, ич слушаат чоадарите молба од Сиромав. Турканица беше го истуркале од Садријазам, капи си надвор. Плачејќи Сиромајо си тргнал да оди со магарето од град надвор, за да го попаси магарето, да после да го прода и да се рани, дури да најди некое место да се глави. Излегол од град надвор и влегол во едни гробишта да го паси, чунки во гробиштата имало убава треа за пасење. Го сопнал магарето да паси и тој се навалил на еден камен, да си клал раката на колено и си подпрел главата, да почнал да си мисли сам во себе за лошите баждарџи и за лошите кади и војводи. Бре, Анасан, што беше оваа неправина од кади војводи и Садријазами? Да не го пожалат еден Сиромав да му видат да вијата. Аз ли кејам, овде суд немало, кој кај најди граби, кој јал, кој дал. Чекај нешто што ми текна да направам и да си живеам. Јас ќе се сторам еден баждарџија на гробиштава. Кој умрен ќе го донесат овде за да го закопуваат, ќе му сакам по 2 чакмака баштар. Сака неќи, секој ќе ми дајт, чунки ако сака да оди на суд да се плачи, ќе го тепат и ќе го истераат. Сега јас да земам една книга и да ја испишам само штракутници и драсканици со мураќеп, да ако му се противит некој да неќе да ми плаќа баждар за умрениот, ќе му ја извадам пишана книга и ќе му ја кажам од тие царски ферман. Ашко сун ќе му речам на тој што ќе може да го пее моето писмо и да разбери, оти не е ферман. Верувам да лупам пари до лупење и никој да не ме побара, чунки овде арами и сораам немало. Како што рекол Сиромајо, и така направил. Неколку дни што му носија мртовци да закопуваат, му се противиле на Сиромајо и не му давале баждар за умрените, а Арнаома Сиромајо му го вадел вермано и му го давал да го пеат. Мнозина го земале вермано да го пеат, а Арнаома кој можел да го отпеат, ни ѓалот не можел да пее чкртаници и драсканици пишани од Сиромајо на една бела книга. При сето тоа,
Секој не можел да се кара со сиромајо, наречен сам на умрените баждарџија, за 1 грош. Му давале и си го закупувале умренио. Таа мака му била на сиромајо, дури да му земина 10 на баждар и дури да се прочуе низ Стамбул, оти има баждарџија на умрените. Знаејќи тоа нешто, стамбулџиите оти има баждарџија во гробиштата, никој не се противел, се му давале по 1 грош и си го закупувале умрениот во гробиштата. Сума годиња поминале што царувал сиромајо баждарџија во стамболските гробишта и сума пари спечелил без да го разбери некој, оти сам се наредил баждарџија. Секој мислел оти има од царов ферман да биде баждарџија. Кога виде сиромајот оти Араам Соран нема, си направи една куќа да си седи и си главине колци на семени како колџи да вардат да не внесат во гробиштата некој мртвец без да плати баждар. Вара, тера, дошло редо да му умри на Садријазамо жената му. Едне ја внеле жената в гробишта и му излегол сиромајо да му сакат баждарот. Кога чул тој збор Садријазамо, на чудо беше станал. Откај си зел изим ти бре чорбаджи? Му рекол Садријазамо. Што си застанал овде да земаш баждар на умрените? Плати си ти баждар ефенди да викнеме пред Садријазамо ако сакаш да ти кажам откај сум зел изим. Кога и чу тие збори Садријазамо од сиромајо, како да се убоја, и му даде грошо, да си ја закопа анката. Откоја си дојде Садријазамо на Садријазам капија, натера тефтедаро да бара во сите тефтери кога се продале гробиштата на баждарџија. Барал тефтедаро, барал 3 дни и 3 ноќи и никако не нашол гробиштата продадени. Бри, и до царо се допрашал Садријазамо да не нешто тој и продал без да знае Садријазамо, арно ама и царо нема лабер од таа работа. На тоа згора се собрал мезличот кај царот и пуштиле по баждарџијата да појде таму за да го прашаат откај зел изим што се сторил баждарџија на гробиштата. Едно му дошле чоадарите царски да го викаат и на часот тој повел семените по себе и му се естресол пред царот. Бре чорбач, ти си баждарџија во гробиштата? Го прашал царо. Што си земал по 1 грош на мртвец? Јас сум честити царе, му одговорил баждарџијата. Ами откај си зел изим да бидиш баждарџија бре чорбаджи? Го прашал пак царот. Ами кога без изим можам да бидам баждарџија честити царе? Му рекол сиромајо. Зошто да земам изим? При се што без изим јас бев баждарџија честити царе, му рекол сиромајо, на гробиштата, ама пак јас бев појсавлија од друзите баждарџии што се по друзите градови. Чун ќе земав од секој мртвец по 1 грош, а не поеќе, како другите баждарџии. Не се, како било, јас бидов толку година баждарџија во среде Стамбул и впечелив толкова пари. Бери тврсен и знам честити царе, оти сакаш да се научиш со каков себе јас влегов баждарџија. Со каков себе влегов честити царе, ако сакаш да знаеш. Еде, бакалам чорбаджи, кажи да чуеме, му рекол царот. Пети, честити царе, и јас започнав да ти кажувам, му рекол баждарџијата. Себе под што станав баждарџија. Бидејќи јас бев многу сирома во вилјаето мој, без ѓелди са во еден пазарен ден 1000 јајца и купив за 12,5, а пак и продадов за 250 гроши. Во еден друг пазарен ден пак најдов 1000 јајца за толку ефтини. И чувот свето, оти во Стамбул се продаале по 1 грош едното. Си тоарив магаренцето и тргнав за вамо да и носам. Едно излегов од градом мој, и штом поминав пред баждарџијата ме врати и ми сакаше 100 јајца баждар да така да поминам. Не давајќи 100 јајца, јас се вратив и отидов на кадија да се поплачам. Арно, ама, ни кадијата, ни по војводата ме послушаа за да ми видат давијата, а ми со шлаканици и трешници ме истераа.
На тоа згора му дадов 100 јајца на баждарџијата и си поминав, мислејќи оти на друга баждарница нема да ми земат јајца, ами спроти јадето на баждарџиите ќе ми земат 10 пари каве параси, ај, нека земе еден чакмак. Арно, туку, овде ќе есап чаршиди чикмас, што рекол еден кој човек. Едно дојдов во другиот град и поминав пред баждарницата, ме запре баждарџијата и ми зеде и тој 100 јајца баштар. Така во сите 9 градови што поминав, честити царе, пред 9 баждарџи ми зедоа по 100 јајца во сите 9 градови. Појдов на суд и се плакав, арно, ама од секаде бидов истеран. Најпосле честити царе ми останаа 100 јајца. Кога влегов во Стамбул си мислив оти ќе има правина и не ќе ми земат 100 јајца. Арно, ама и овде правина не најдов и суд отидов да се поплачам. Арно, ама со шлаканици ми истера. И си излегов од град надвор да си го попасам магарето во гробиштата. Таму ми текна да станам баждарија, чунки аран соран нема. И вистина така стана. Толку години кај бачувам и никој не ме прашал и не ме побарал. Сега ме побаравте и ако имам кабет, судете ме. Алла, рекол царо и се ватил за брадата си ја измазнил. Што немало суд во мојата царштина? Ај ми со здравје чорбаджи, ашколсун баждаране, немаш кабет ти. Ами ја што не си отворам очите да шетам и да ја гледам судниците како ја судат рајата.